хубаво е да се кажеме дека имаме привилегија да бидеме сведоци на пронесување на љубовта на Кристина и на Дамјан со брак. И сега за љубовта сите ние, фала на Господа, сме почувствувале на своја кожа што значи и ја чувствуваме во различни бои, но оно што во вакви моменти вреди да го истакнеме е тоа што на самиот почеток, кога читаме во Библијата, Бог го создаде човекот, го насели во градина, имаше се што можеше човекот да посака, но беше осамен. Првото нешто што Бог го кажува во Библијата, после се што беше добро, дека не е добро, рече дека не е добро човекот да биде сам. И фала на Бога што Дамјан разбра дека не е добро за него да биде сам, па се рече дај да направи нешто по тоа прашање. Наративот во Библијата опишува дека човекот имаше се, но кога Бог виде дека не е среќен, рече да го направи сопатник ист како него. Кога човекот ја виде жената, како Бог ја доведува кај него, си кажа, тоа е моја коска, моја плод, она е моја. Еден ден жена да направи погрешен избор и човекот знаеше дека казната за тој погрешен избор Бог веќе ја беше изрекол. Не сакајќи да ја изгуби и да остане повторно сам, Библијата вели дека и тој седе и тој каснал плод. Бараме денес сите заедно Бог да ги благослови младите со таква љубов да се избираат еден со друг и во добри денови и во лоши денови. Оти знаеме дека животот носи и угодни и добро. Има сончеви денови, има дождливи денови. Нека Бог ги благослови младите со таква љубов да се држат едни со други заедно во сите денови што Бог ќе ги даде да ги живеат. Народна мудрост наша вели дека споделената тага е помала тага, а споделената радост е поголема радост. Денес е ден во кој што треба да се радуваме, да се споделуваме таква радост и да не биде изобилно голема. И друга народна мудрост вели дека кога веќе е весело, нека биде со музика. Така да ќе поканиме наши млади да не водат во музичко интермецо. Имаме 3 псалми, сите вие имате на пулпите вакви листови и ќе можете да си проследувате текстовите. Уживајте!
Градот на Бог го развеселува, светиот шатор на Всевишниот. Бог е сред него, неќе падне тој. Отради мудри Бог му помага, па и да безсмеат народите, и да се царствата распаѓаат, штом пушти тој свој глас се топи свет. Господ на воинствата е со нас, Бог Јаковов е наша тврдина. Делата на Бог дојди види ги, на земјата тој врши пустоши. Тој ги прекратува и војните до сите краишта на земјата. Тој крши лаки копје дроби тој, колите в пламен ќе ги изгори. Мокнете, знајте дека јас сум Бог, возвишен над свети над луѓето. Господ на воинствата е со нас, Бог Јаковов е наша тврдина. Ги кревам очите кон горите, откаде помош ќе ми пристигне. Мојата помош е од Господа, тој небо и земја што создаде. Тој да се согнеш не ќе дозволи, чуварот твој нема да задреме. Еве не дреме и не спие тој, кој е заштитникот на Израил. Господ е пазител твој, Господ е закрила
некој управува со ова? Добар ден и од мене. Се беше гласно и пеењето, и маршот, и псалмите, само за така пославо. Се има некои христијани кои веруваат дека действото на Светиот Дух, Божјото дејство е пропорционално на децибелите, на јачината на гласот. Јас не верувам во тоа, но имаме техника и добро е да се слушаме појасно или да не се напрегаме да се слушаме. Не знам дали кажав добар ден. Да, навистина е задоволство, радост е да се биде присутен на ваков чин, свет чин, славен чин, во кој двајца млади, во конкретниот случај Дамјан и Кристина, ќе се ветат на верност. Велам свет чин, бидејќи, за разлика од современото разбирање за бракот како обичен граѓански договор во кој двајца луѓе потпишуваат дека ќе живеат заедно, бракот е нешто многу повеќе. Бракот не е само граѓанска институција, да и таква е, меѓутоа многу повеќе е божествена. Првата институција која Бог ја даде на човекот, како што Елизоки кажа. И апостол Павле додава во неговите писанија, вдахновен од Светиот Дух, вели дека бракот е голема мистерија, мега мистерион, голема тајна. Притоа секако не мисли на некаква езотерика, дека се случува нешто езотерично кога двајца ќе влезат во брак, мисли на она суштина која бракот ја содржи и вклучува во себе многу повисока, божествена суштина. Зошто во самиот брак, во животот, во заедницата која градат мажот и жената во бракот е одразена една по-длабока, многу поголема суштина, а тоа е односот или суштината на односот на Бог кон човекот. Уште на самиот почеток, за да го сватиме тоа подобро, ќе се вратиме на самите почетоци, оние со кои што почнавме, со кои што почна Зоки, каде што е опишан, каде што опишна врската меѓу Бог и човекот, тоест Божјата намера за човекот, која е Божјата замисла за човекот во самото создавање. Кога создаде се, Бог на крајот го создаде човекот, како некаква круна на созданието, како онаа црешата на горе на тортата, на шлагот. И пишува авторот на книгата Битие на самите почетоци, го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде. Според својот лик. Човекот да биде ликот, отпечатокот на Бог во целото создание. И бидејќи Библијата пишувана во древниот Близок Исток, сигурно овдека авторот вклучува и фолклор, древен фолклор. Во древноста, кога некој владател освојува територии, тој таму се остава отпечаток, т.е. си го става ликот на некаков начин. Или статуа, или кова монети со својот лик, за да луѓето кои живеат таму, кои имат сознанието со кој е владетелот. И кога не е таму, тие знаат кој господари. Така Бог решил во човекот да го отпечати својот лик, со други зборови човекот да биде назначен како старателот од страна на Бог над созданието. Во човекот е вложен, Божиот лик е објаснето Божиот живот. Во врската, единствено човекот во созданието може да има заедница со Бог, општење со Бог, и во тоа општење, во таа заедница со Бог, човекот да го живее Божиот живот, да биде Божиот представник на земјата. И продолжува, нели, тој текст овдека, нели, што го читаме од Битие, го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде и завршува, маж и жена ги создаде. Го создаде човекот според својот лик да биде отпечатокот, да го носи со себе, да носи со себе Божјата слава, но како маж и жена.
како маж и жена, во заедница која живеат, во брак, да бидат, така да кажеме, Божиот лик. Во животот што го градат во брачната заедница, во тој свет сојуз, да се гледа, да се огледа односот на Бог кон човекот. Заедницата која Бог ја гради со своето создание, со човекот. Така да луѓето или созданието, гледајќи го животот на мажот и жената во бракот, во сето тоа да ја разберат врската на Бог со човекот. Од сите можни начини Бог да се манифестира на земјата, тој го избрал бракот, како најјасната манифестација на заедницата што Бог ја прави со човекот. Во текстот кој што го цитира апостол Павле од почетокот, од првата книга во Библијата, во Ефесијаните, тој повторува таму што е запишано, вели Бог го благослови, нели, човекот, го созда по својот образ и кој така натаму, и продолжува, цитирајќи повторно тој текст, човекот ќе го остави својот татко и мајката своја и ќе се прилепи кон жената своја, да обајцата ќе бидат едно тело. Тоа е цитат на Павле од почетокот, од создавањето. И продолжува, оваа тајна е голема, оваа мистерија е голема. Зошто? Што вели продолжува, зборувам за Христос и црквата. Говорејќи за бракот, говори за односот на Христос со црквата. И така продолжува, секој да ја сака жената своја, како што се сака самиот себе, а жената да го почитува мажот свој. Малку понапред во текстот, погоре, вели, секој маж да ја люби својата жена, како што Христос ја возлюби црквата и се даде себе си за неја. Која е таа голема тајна во бракот? Која е таа голема мистерија? Бракот или односот во бракот меѓу мажот и жената како слика за односот на Христос кон црквата. А суштината на тој однос е она за што говореше Зоки, љубовта. Специфичната љубов со која што Христос ја засака црквата. Љубов на пожртвуваност. Љубов која се дава, која служи. Љубов која останува до крај. Специфична љубов. Кажавме дека сака малку да навлеземе малку повеќе на таа љубов. Бог го создаде човекот да биде израз на неговиот живот на земјата, да ја носи со себе Божјата слава. Да, звучи, и тоа е голема тајна. Дури Давид, во еден свој псалм, гледајќи, царот Давид, гледајќи тој небесен бескрај, звездан бескрај, за кој научниците велат дека се протега на милиони светлосни години, далечина одовде, се восхитува, се чуди. Бог кој е толку голем, кој создал такво создание, кој е многу бескрајно поголем од тоа создание, своето внимание и грижа го насочува кон човекот кој е прашинка од тоа создание. И се прашува, можно ли тој бескрајен Бог да ја вложи својата љубов, својата грижа кон малиот човек. И вели, сепак со слава и чест си го овенчал. И тоа големата, и тоа е всушност суштината на човечкиот живот. Тоа е Божјата намера за човекот. Тоа е планот на Бог за човекот. Во животот на човекот со Бог, во заедницата кој тој ја гради со Бог, да биде настојникот кој ќе господари со се во созданието. И единствено во животот со Бог, човекот може да ја исполнува таа функција, таа суштина која е вложена во него, Божиот печат, Божиот отпечаток. Меѓутоа, што се случува со човекот? Човекот решава да се спротивстави, да се побуни против својот создател, против својот оригинал. И отпадна од таа заедница, падна во темнина, потемна сјат, го загуби отпечатокот, го загуби и Божиот лик. Заживеа во темнина, во безсмисленост, зашто без заедницата со Бог, без Божиот лик во себе, без Божиот живот, човекот живее ништожен живот.
Бесмислен. Но Бог не се откажа од човекот. Пишува на едно место во Библијата дека Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, за секој кој верува во него, да не погине, но да има вечен живот. За да го врати во своето присуство, за да го врати во општење, во заеднички живот, Бог го даде својот син на крстот, Синот Божи. Бидејќи тоа е единствениот начин човекот да биде откупен од гревот, од вината која што има за гревот, од тоа грозно дејство што го направи да се оттргне од Бог и да заживее во робство на гревот. И само во верата во Христос, во делото на крстот, човек може да ја врати таа суштина за која е создаден, да ја врати намерата што Бог ја има за човекот, да живее во живот со Бог, да го живее божествениот живот, да биде отпечатокот, печатот на Бог. Бог ја покажа својата голема љубов, неверојатна љубов со тоа што го даде Христос, го даде својот син за својата црква. И единствениот начин човек да го живее вистинскиот живот, вистинската смисла на животот е во верата во Христос, во заедница со Бог. Нема друг начин. Инаку човек живее празен, бесмислен живот. Ако некој сака да разбере повеќе, може да го праша Зоки, мене подоцна, верувам и Гоце е на располагање, бидејќи тоа се многу важни зборови. И се враќаме на важното тука. Е таа љубов која Бог ја покажа во Христос за црквата, се отсликува, или намерата на Бог е, уште на почетокот, кога го создава мажот и жената, да биде отсликана во нивниот заеднички живот. Пожртвованата љубов на Христос кон црквата и покорноста на црквата кон Христос во односите меѓу мажот и жената. Бракот како сликата на Божиот однос кон човекот. И затоа бракот е голема тајна, голема мистерија. Затоа бракот има многу поголема суштина од онаа која денес се прикажува. Животот на Бог со човекот најасно може да се види во животот меѓу мажот и жената. И кога говориме за оваа љубов, пожртвувана, несебична, денес е заматена правилната слика на љубовта од пропагандата за романтичната љубов, која ја гледаме во холивудските филмови, во песните, она љубов која се гради на чувства, дека треба они пеперутките да ги чувствуваме во стомакот и ако не ги чувствуваме нема љубов. А тие чувства се променливи, денес ги има, утре ги нема и на крајот на краиштата ќе одлетат тие пеперутки. Нема постојан, може, треба да ги чувствувате, добро да ги... Но, и за време на медениот месец, не знам дали ги имате, но ќе дојдат проблемите. Нема многу романтика, кога бебето неколку пати ќе се разбуди навечер, зашто е гладно или зашто треба памперсот да се промени, и тогаш исчезнува романтиката и се прашуваат младите, ами јас веќе не ја сакам, нема чувства, нема романтика. И затоа денес младите, така е статистиката во светот, се подготуваат цела година за свадбата и во првите 6 месеци потоа се разведуваат. Да, се повеќе млади луѓе се разведуваат во првите 6 месеци во светски рамки, поради таа илузија, тоа што е љубов. Ако нема чувства, нема љубов. Не, Христос ја засака црквата и реши да се даде. Црквата е решение да го љубиш другиот. Љубовта е вистинската, божествената љубов е решение. Вие мажи сакајте ги жените своји како што Христос ја засака црквата и се даде себе си за неа. И не пишува, а вие жени не ги сакајте своите мажи. Само мажите треба да ги сакаат жени. Не, никако. На крајот на краиштата, духот на словото е да се љубиме.
жените им кажу да се покоруваат на своите мажи, а покорство нема без љубов. И нема љубов пак на мажот кон жената ако не се покори на потребите на жената. И тука е вклучено покорството. Зашто целиот овој текст на крајот завршува со зборовите покорувајте се еден на друг, сите. Љубовта во бракот не е само романтика. Да, може дури и во менувањето на пелените да има романтика. Така, мојата ќерка сега трето дете роди и знам дека мојот зет, кога Ани се буди навечер да го храни бебето, и тој станува и прави друштво. И се обидува да го направи тоа да биде романтично. Тоа не е суштината на крајот, на краиштата. Не. Вистинската љубов чини. Секогаш чини. Чини нешто скапо. Се покажува кога е најтешко да се сака. Се мери со подготвеноста да се жртвува за доброто на другиот. Така да грижете се еден кон друг, така што добробитта на другиот ќе биде поважно од личната. И еден друг момент овде сакам да вклучам, кој е современа илузија, а моделот на Христос ја побива. Зашто нели се навраќаме на моделот на Христос и црквата. Христос се даде, се жртвуваше за црквата. И Христос не бараше совршен партнер, совршена невеста. Една од илустрациите или метафорите што ја користи Библијата за Бог и човекот е младоженец и невеста. Во Стариот Завет Бог е младоженецот, Божиот народ невестата, во Новиот Христос е младоженецот, црквата е невестата. И кога Христос си бараше невеста, не ја бараше совршената, напротив, пишува во едно од посланијата апостол Павле дека уште бевме во грев, тој се даде за нас. Да, денес се бара совршениот, барат совршен партнер. Некои нема да го најдат никогаш, некои мислат дека го нашле. И кога ќе влезат во брак со текот на времето, ги откриваат негативностите и во момент се прашуваат, може би сгрешив. Не е тоа совршениот партнер кој го барав. И пак, прашањето, дали го слушнав јас на вистина Божиот глас? Може би сгрешив, да пробам повторно. И така бараме нов партнер. Не. Кога ќе кажете денес да, крај веќе со прашањето дали беше Божјата воља. Беше Божјата воља. Штом сте рекле да, еден кон друг, крај. Нема повеќе размислување. Зашто идејата на бракот не е да го најдеме совршениот партнер, туку идејата на бракот е да станувате совршени еден за друг, со текот на времето. Бракот е да ја видиш убавината на другиот, што уште не е видлива, и во пожртвуваноста таа убавина да стане реалност, како што Христос направи. Виде бисер и даде се за тој бисер. За тој бисер потоа да го представи во слава. Еден ден. Црквата да ја представи во слава. И тука би го цитирал Августин, знам дека Дамјан го сака Августин, блажениот Августин, вели, вие мажи, сметајте ги вашите сопруги за најубави, зашто се ваши сопруги. И вие жени, сакајте ги вашите и любете ги и сметајте ги вашите сопрузи како за најубави, зашто се ваши. Моето си е најубаво. Така да секој маж треба да гледа на својата жена како на најубавата жена. И затоа и јас имам најубавата жена. Секој маж треба да гледа така, зашто е негова. И да го гради тој бисер што го нашол. И така, бракот станува, како што вели Мартин Лутер, најличното евангелие, најличното сведоштво за Божјата работа во човештвото, најличното сведоштво или проповед за Христовата љубов. Зашто бракот не е само лична среќа да постигаме, туку мисија. Вие имате мисија. Вашата мисија е да ја прикажете славата на Божјата љубов во односот што го имате еден кон друг. И завршувам, за тоа треба ресурс. Ресурсот е благодатта која се излева
Бескрајно, изобилно, благодат врз благодат, вели апостолот Јован на почетокот на неговото Евангелие, во животот со Господ. Во бракот треба да растете. Да растете заедно во верата. Зашто Христос се даде за црквата, ја засака за да ја освети, очистувајќи ја со водено миење преку Словото. И тоа е примерот што Христос го покажа за црквата и тоа е моделот во вашиот живот, во животот на секој брак. Постојано да се осветува, да се очистува во Словото, во молитвата, Светиот Дух, Словото кое што ќе го проучувате заедно, да го прави живо во вас, да ве преобразува се повеќе според Христовиот карактер. А бидејќи мажот и главата на семејството има одговорноста да ја води сопругата во тој живот, во молитвата, во Словото. Да го води семејството, децата, да биде пример за Христовиот карактер. И да охрабрува, да води во служба. Дамјан, ти си поставен како подпастир на тоа мало стадо Христово кое семејството. Само така, секој ваш ден ќе биде нова можност да ја прикажете Христовата љубов и взаемната почит. Или пак, тука ќе го цитирам Августин, уште сега љубете се така како што би се љубеле во целата вечност. Таму, каде што нема никакви ограничувања. Епа, тоа беше како вака за бракот, за љубовта. Сега добро да станете, да ги дадете вашите ветувања. Мене ми кажа во разговорот што го имавме пред неколку дена дека јас имам многу одговорна работа, јас сакам да сум на нивото на одговорноста и пак ќе ви ги прочитам вашите должности, за да знам дека сум направил се што е во рамките на мојата одговорност. Дамјан, слушај се, ја внимателно. Слушнавте многу работи, уште сте сигурен, ели, знам, во вашата намера, но ќе повториме. Пак некои одговорности за кои ви потоа ќе давате ветувања. Дамјан, твоја должност е да бидеш внимателен, нежен, верен, исполнет со љубов сопруг, да се грижиш за Кристина, да ја водиш и да ја подкрепуваш, како во миговите на успех, така и во миговите на неволи. Местото што Кристина го зазема во твојот живот, да станува се позначајно. Непрекинато да ја покажуваш својата љубов кон неа, да ја заштитуваш и да негуваш во себе мажествена и непоколеблива приврзаност, зашто тоа е Божјата заповед за сопрузите, да ги возлюбат своите сопруги онага како што Христос ја возлюби црквата и го даде својот живот за неа. Јасно. Да. Кристина, твоја должност е да бидеш внимателна, нежна, верна и полна со љубов сопруга. Да го подкрепуваш, да го утешуваш, да се грижиш за Дамјан како во миговите на успех и така во миговите на неволи. Дамјан да зазема се поголемо и се позначено место во твојот живот, да покажеш длабока приврзаност кон него. И како најголем украс да ти биде покорниот и кроток дух, зашто во Божите очи тоа е најголемата вредност. Божјата заповед за сопругите е да се покоруваат во се на своите сопрузи, така како што црквата е покорна на Христос. Сега ќе поминеме на вашите ветувања. Знаете одговорот, да. Ќе почнеме со оној што треба да води, со Дамјан. Дамјан, стоејќи во Божјото присуство, ветуваше дека ќе градиш со Кристина свет брак согласно со Божјата волја. Ветуваше дека ќе ја сакаш, утешуваш, почитуваш, заштитуваш и ќе се грижиш за Кристина во добро и во зло, во болест и во здравје, во богатство и во беда. Дека твојата љубов и внимание ќе ги чуваш само за неа. Веруваше дека преку Божјата благодат ќе бидеш верен и посветен сопруг. Ветувам.
Кристина, стоејќи во Божјото присуство, ветуваш ли дека ќе градиш со Дамјан свет брак, согласно со Божјата волја? Ветуваш ли дека ќе го сакаш, утешуваш, почитуваш, заштитуваш и ќе се грижиш за него во добро и во зло, во болест и во здравје, во богатство и во беда, дека твојата љубов и внимание ќе ги чуваш само за него? Веруваш ли дека преку Божјата благодат ќе бидеш верна и посветена сопруга? Ветувам. Епа сега нарете кумот да ги донесе прстените. Не се кај тебе? Кај кого се? Така, добро. Каде и да се, да. Добро. Вие ќе си ги видите кои се? Добро, може, ајде. Добро. Прстенот е мал во големина, меѓутоа има голема символика. За да се изработат, прво требало да бидат најдени како метали во земјата, да бидат ископани, прочистени, обработени, за да го добијат тој сеј. Така и со љубовта. Многу труд треба да се влага. И нека овие прстени ви бидат подсетување на ветувањата што си ги дадовте, еден кон друг. И да одразуваат вашата скапоцена љубов што имате и што ја држите само за вас во бракот. И можам веќе да кажам дека преку тој авторитет што го имаме како Божи подпастири на неговото стадо, да објавиме дека вие веќе сте сопруг и сопруга одобрени од Бог. Може да ја допуштите. Знаете ли, Јас мислам дека во овој свет во кој живееме, кој се руши по сите основи, но суштина, темелот е рушењето на бракот. Ова е најголемото сведоштво за Божјата слава и најважното. Добро. И само на кратко, веќе еве сте маж и жена, да ви кажам како последен совет, таа ваша љубов, таа интима, да ја чувате, да си ја чувате интимата на брачната врска, вашите срца, она што Бог соединил, вели Христос, да не се раздвојува. Зборовите за соединување во Стариот и во Новиот Завет отсликуваат едно хомогено единство, кога два предмета со такво лепило ќе се залепат. Одлепувањето не е можно без да се скрши тој хомоген веќе еден предмет, без да се оштети. Така да разединувањето предизвикува само штети, не носи ништо добро. Да не дозволите никој да влезе помеѓу вас, да ги споделува оние работи што припаѓаат само на вас во вашиот живот интимен. Нека Бог Отецот, Бог Синот и Бог Светиот Дух ви благослови, ве чува и ве заштитува до крајот на вашите животи. И сега на крајот, бидејќи се молим, добро е да го започнете со молитва вашиот заеднички живот. Јас ќе ги поканам старешините. Мислам дека порано завршивме, има време. Зоки знам дека треба, Саше, сега и Викторија овде, јас сакам него да го поканеме како старешина црквата. Ке се помолиме, има време. Друг некој ќе излезе, Гоце, ајде, имаме време, ајде. И така, можеме да одиме, Во името на Таткото и на Синот и на Духот Свети бараме, Господи, да ја благословиш љубовта на овие двајца млади, да биде Боже, додека не си дојде дома.
да им даваш, Господе, љубов која ќе расте од ден во ден. Со секој изминат ден се поголема, поискрена. Дава им радост Божи да се насладуваат еден на друг. Направи ги да бидат плодни и да се множат со благословени деца кои ќе бидат радост на нив и на сите нас. Во името на Исус бидете благословени. Амен. Алелуја. Алелуја, Господе. Алелуја, Боже. Алелуја. Господе, го чувме Твоето Слово, Боже. Те молам, Господе, Твојата слава нека дојде на Дамјан и Христина, Господе. Ова Слово што беше кажано, Господе, нека одекне во нивните срца, Господе. Дамјан да ја сака Христина како што Христос ја засака црквата и себе си се предаде за неа, а Христина, Господе, да го сака Дамјан, Боже, и да се покорува на него како црквата што се покорува на Христос, Боже. Тие зборови нека бидат врежени во нивните срца. Те молам, Господе, никакво зло да не ги достигне. Господе, заштита изговарам врзни во моќното име на Исус Христос, според благодатта и авторитетот што ми се дадени од Исус Христос. Те молам, Господе, Твојата слава нека ги води. Твојата волја да се оствари во нивните животи, Боже. Халелуја, Боже. Халелуја, да бидат сол и светлина во овој свет, Господе, дека Ти си жив и си воскреснат и, Боже, тие се Твои слуги, Боже. Те благословам и ги благословам, Господе, халелуја, да растат во благодата и упознавањето на Тебе, Исусе Христе, зашто животот вечен е тоа, Господе, те познават Тебе и испратениот од Тебе, Исус Христос, Боже. Халелуја, Боже, халелуја, Господе, Твојата љубов Ти да бидеш основа на нивниот брак и на тоа да градат, Боже. И на вистина Те молам, Господе, Твојата волја да ја исполнат во се, Боже. Ти благодарам во името на Исус Татко преку Духот Свети. Амин. Алелуја, небесен Татко, слава на Твоето свето име, Господи. Стоиме пред Тебе, Боже, со благодарност за овој ден, Господи, кога Христина и Дамјан рекоа да на Тебе, Господи, кога ја кронисаа својата љубов со брак, Боже. И јас Ти благодарам, Господи, што тоа е Твоја замисла, Боже, и што бракот е света заедница, како што беше кажано, Боже. И Те молам, Господи, да до крајот на нивниот живот, Господи, не го испуштат од вид тоа, Боже, дека си припаѓаат еден на друг, но дека ти припаѓаат и на Тебе, Господи. Халелуја. Те молам, Господи, да Ти ги зачуваш, Господи, на нивните патишта. Те молам во името на Исус Христос, да секоја препрека, секој проблем, Господи, го пребродат заедно со Тебе. И никогаш да не Те напуштат, Господи, во текот на целиот нивниот живот, да ја исполнат Твојата волја до крај. Во името на Исус. Амен. Господе, ја доаѓам при Тебе за Дамјан и Кристина. Молам, Господе, заради Христос, заради Неговата праведност, заради Неговата жртва, заради Неговата љубов, Ти благослови го овој брак. И се молам да ја ставиш Твојата света рака над нив, да ги чуваш, да ги водиш. И како што се молевме, јас чисто би додал, Боже, овој брак да биде благословен од Тебе и да биде искористен како трансформаторско тело во ова општество, во овој град. Се молам, Боже, да не затоне во себецентричност и нарцисизам, туку да Ти да ги искористиш, Боже, да допрат други луѓе за Тебе, за Христос. Допрат други луѓе за Евангелието. Те молам, Боже, да искористиш, да ги водиш и нивниот брак да биде сведоштво и во животот, и во устните, и во зборот, и во нивниот дом, нивната фамилија, во секој аспект. Ти да бидеш прославен и да повлечеш луѓе до Тебе, до црквата, до вистината, преку нив. Имаат голема славна мисија и да им радост, да им сила
да им моќ таа мисија да ја спроведуваат во овој град и во оваа држава која очајно треба Христос. И во Твоето име се молиме. Татко Небесен, навистина сме Ти благодарни што не правиш сведоци на ваков славен чин и веруваме дека и целото небо се радува. Кога гледа како двајца млади се заветуваат, како два живота стануваат еден, кој е испреплетен во Твојата благодат. И ни се молиме, Господи, Ти да присуствуваш уште од сега, па до крајот во нивниот живот. Ти да бидеш тој што ќе ги води, Твојот Свети Дух, Господи, изобилно да ги исполнува. И Твојот плодот на Духот, да се раѓа секојдневно во изобилство, да се изјавува таа љубов, разбирање, мир, кротост, трпение, се она што доаѓа од Тебе да изобилува во нивниот дом. И така да бидат, Господи, преобразувани во Твојот карактер, за да можат да живеат на вистина радосен живот заедно, исполнети, Господи, полн со благодат живот, да се држат за Тебе постојано, да трчат, Господи, по Твоите патеки, да Те барат Тебе во секоја ситуација. Ти покорувај ги нивните умови, нивните срца, на послушност кон Твоето Слово, да го живеат. И во се, Господи, да избираат Твојата воля, да ја барат, а Ти да се откриваш и да ги насочуваш. Дај им потомство, Господи. Радувај ги со потомство, кое ќе расте во средина, која Те познава Тебе, потомство кое ќе биде Твое, кој ќе живее за Тебе, да Те служи, да Те слави, да го гради Твоето царство. Ги предаваме во Твоите раце, води ги, Господи. Земи ги во Твојата прекратка, биди им, Господи, ограда од секоја опасност, од секој напад на противникот, на сатаната. Огради ги, Господи, чувај ги, води ги. Во името на Господ Исус Христос, кој се даде за нас, се даде за Дамјан и за Кристина, во тоа славно име се молиме. Амин. Благодариме. Поведете, седнете си. Фала мите за службата. Вака, имајќи предвид дека замислата Божја за бракот е да биде меѓу еден маж и една жена и да трае вечно, бивајќи сведоци денес на нивните ветувања еден кон друг и на тој бакнеш, да бидеме искрени, ако некој има нешто против се во ова, нека си го чува. Рекламација не примаме. Избираме да продолжиме да се радуваме и да се веселиме и во таа насока ќе имаме уште 2 псалми, нека ги уживаме.
плодот на утробата награда, како стрели враката на бои, такви се синовите младоста. Радосен е човекот кој со нив си го исполнил тегарчикот свој, кога со враговите ќе спора, не ќе се пред портата засрама. Блажен е секој со страх од Господ, кој оди по негови патеки, ќе јадеш од плодот на раце твој, среќен ќе си и ќе ти е добро. Твојата сопруга ќе биде ко плодовита лоза во домот твој, синовите твои ко маслини, гранки околу твојта трпеза. Така ќе биде благословен тој човек што страх има од Господ. Од Сион да те благослови Бог, среќен Ерусалим да го гледаш. Во сите денови на живот